Благодарам, господин Джафери. Почитувана колешката Фина Стојановска. Ни треба закон за обединување, реков веќе еднаш. Тоа што го говориме, тоа што го сакаме сите. Се надевам дека ќе дојдеме до заеднички јазик и ќе го направиме тоа. Предупредивте за неуставноста, незаконитоста на овој закон, за европското знаменце кој е поставено пред предлог законот со намера да се поминат сите форми многу побрзо да се направи тоа, за да не може да се реагира деловнички на друг начин. Се согласувам со вас дека овој закон ќе предизвика уште поголем јас, уште поголема делба и уште поголема недоверба. Ние во едно минато време зборувавме српско-хрватски, тако беше системот, и многу наши во окружувањето кои што живееме во Штип зборували и турски, и ромски, и влашки, и тоа не било страшно. Меѓутоа идело по некој природен тек. Начин на кој меѓусебната комуникација заради пазар, трговија им била потребна. Меѓутоа кажавте една работа за која јас сакам две работи да спомнам. Тоа се казните и финанските последици. Дали, искрено ме прашам сега, и некој ќе рече, еве ти си лошиот или не ги сакаш албанците. Дали јас треба да бидам казнет затоа што не го говорам албанскиот јазик? Во овој момент не го познам. Не го знам, знам неколку зборови толку. Немам ништо против, тоа ќе ми треба време. Може би ако во предлог законот даде простор од 3-4 години, па после да следува казните, може би ќе има време до тоа да го направам. Што ќе се случи во овој момент кога јас нема да можам да одговорам? Или на некој граѓанин, или на некој повозрастни лица кои тешко се снаоѓаат. И тоа ќе предизвикува веќе еден проблем. Значи, тука е веќе односот кон сите нас. Во Македонија, некој ме обврзува и ме казнува затоа што не го знам да го зборувам јазик другиот. Ке рече турците во друго време, па и турскиот, па и влашкиот и така натаму и така натаму. И тоа мислам дека ќе предизвикува дополнителни тешкоти меѓу нас. Нема да не сближи, туку повеќе ќе не раздвои. И уште една работа сакам да напоменам, а тоа се финансиските последици, кај што тука велят многу малку има, ќе има, само се наведува дека законот ќе предизвика финански импликации, толку. Нема детална проценка на финансските трошоци на органите, правните субјекти кои ќе бидат должни да го применат законот. Така како што е предложен законот, ќе бидат потребни големи финански средства, проценил некој, за вработување на илјадници, преведувачи, лектори, стенодактилографи, дактилографи, записничари, инспектори, службени лица во агенцијата, инспекторатот, просторни, материјални средства за овие органи и други средства, со што ќе предизвикаат сериозни буџетски трошоци, како и дополнителни трошоци кај стопанските субјекти, трговски друштва и другите институции. Тоа е проблем. И ќе мора некој да одговори и на сето тоа, и мислам заради тоа е многу избрзано и ќе треба малку да се почека. Благодарам.